Како работи Светиот Дух? Вака работи Светиот Дух. Те става во ситуација која што можеби не си ја ни сакал. Не си ја барал, или пак не си имал потреба да бидеш таму. Обично така прави Светиот Дух. Обично. Некогаш ќе најдеме ние сведочи и кажеме се молев за овој Господ ми одговори. Супер. Си ја погодил молитвата, си го погодил Божјото срце. Но има ситуации каде што Светиот Дух не да прашува. Сега ти, поготово да кажеме, некој од нас вели, ја имам вера. Некој каже, ја имам благодат, ти знаеш го разбираме ние благодат? Па надеж, па пуни сме со надеж, па уште се фалиме со стикови. Абе, знаеш што, Илија? Абе, надежта на славата живее во мене. Па некој стик тука ќе го стават, па објаснува човекот. Или пак некој ќе се најде каже, ја, па ти знаеш го љубов имам ја во мене. Јас се сеќавам пред 20 години имаше, тој не е ни жив сега, човек Александар го знае, и кога човекот се седи на служба и проповедникот од оваа страна вика многу љубов има у моето срце. Вие не знаете колку љубов има у моето срце. И тој се вика, дајте ме еден нож. Дај да видиме, да изсечеме, да има дали стварно има нешто ватре во него. Фигуративно не. Така да многу пати ние се биеме во град и кажеме многу љубов. И Светиот Дух намерно ќе те стави, поготово ако изјавиш тие, кажеш, ја имам надеж, ја имам вера, ја имам љубов, ја имам благодат, ја имам визија. И Светиот Дух, там ќе ти стави некој пред тебе, труп. Ништо нема, не гледаш ништо, нема ништо привлечно во него. Да го заобиколиш вака од страна и да викаш, ајме дикнеш некој, дојме таму, справи се. А Светиот Дух баш ќе ти трупне некој таков човек или ситуација и не знам. И ти ка, ајде сега, Зоран, ти што раскажуваше вчера тоа за љубовта, за надежта, за верата, дај да видиме ти што ќе направиш. И многу често првичните работи викаме, во името на Исус, бегај од мене. Сатаната дошла да ме мачи. Види кога пратил ѓаволот, ми пратил темник, темен без надеж. Ме измачува. Па ќе дојдеш на клетош да ми кажеш, абе вие не знаете што ми се случи, абе од никаде еден дојде да ми измачува. А усвари ти не сваќаш. И треба време да сватиш дека тоа Господ го пратил некако. Или пак тебе некако ти ги насочил чекорите и да ти го пресретнеш тој човек. Знаете колку луѓе има низ Скопје што ги знам, а не ги знам. Значи ги знам, ги имам видено, ама не ги знам лично. И некогаш ме мачат тие луѓе. Леле ме измачуваат, ги мислам. Покрај сите работи што ги имам и тие ме мачат. Викам, добро, од каде ми ти се појави? Од каде? Шо бараш ти мојата глава? Некојаш си разговарам така, сам со себе си зборам. Не е тоа шизофренија, ама тоа е консултација со Духот. Духот мој ми раскажува. И јас размислам за други луѓе, викам, ја ниту го знам човекот, не го познам, не ми е роднина, не ми е пријател, не ми е сопатник, не ми е собор, ништо не ми е, а сепак го мислам. И тогаш сваќам дека Светиот Дух пробува во мене да разбуди желба да јас имам надеж за некои луѓе кои што никој друг нема надеж. И тоа не е само јас, тоа си ти. Така да не ги отфрлај тие луѓе што ги гледаш пред тебе, не ги отфрлај тие ситуации кои што Господ ти ги покажува. Ја кажувам многу често, велам, кога гледам некој човек пред мене, а ги гледам, дали кога возам, дали кога нешто, ги гледам човек пред мене. Баш пред, не знам, Шел ви проповедаше прошлата недела, така? Шел Халтов. И не знам дали некој ви ја кажа таа сторија. Дали он ја каже, ја го кажам пред некој ден. Велам, возам, ја и го гледам Шел пред мене. И викам, што го гледам човеков? Јас тоа го гледам, пред мене стои. Возам, ја право го гледам него, возам, го гледам него. И викам, да му сеам на човекот, ама некој друг ќе ми се јави, или јас јавам нешто зора, и ја се заборам. Другиот ден, значи не е жива вистина, вториот ден, возам ја некаде, па го гледам пред мене, ме гледа вака и сака нешто да му кажам. Очекува нешто од мене. Некако натажен ми стои. И го гледам ја него, го зијам телефонот у рака, арно, ама лево, десно, некој се јавил, се заборам. Третиот ден, па го гледам Шел пред мене, го гледам. Сака нешто од мене, не знам што. Викам, и отворен телефонот на неговиот број, тамам само да го стиснам. Точно го гледам Шел, викам, сега да го сеам, не, сега не, пак се јави Оливија, нешто ми бара, и нешто ми вика, ова да направиме, него го кривам, нели, мора некој да се има кривец. И не се јави. Четвртиот ден ми се јавува Александар.
Четвртиот ден, сега Александар вика, Зоран, знаеш што му се случи на шоу вчера? Викам, не знам, жена му почева. Интересно, Светиот Дух ќе ти даде мисли, ќе ти ги стави некои луѓе во твоите мисли со една цел, да им кажеш нешто, да ги охрабриш нешто, да ги потикнеш нешто. Така да не ги отфрлајте луѓето. И обично ја века велам, кога ќе видам некој човек пред мене, две работи знам, уверен сум. Или направил некоја глупост, па сега треба да се молам за него, или пак тој се моли за мене. Ја тие две работи ги разбирам овој момент. Или нешто направил, нешто му треба, па јас се молам за него, или пак тој се моли за мене. Така функционираат работите во царството. Таа е зрелоста што треба да ја достигнуваме, да бидеме способни да ги гледаме нештата не само себе си. Најголемото достигнување на зрелоста е да се заобиколиш сами од себе си, да можеш да помогнеш на некој друг. Тоа е најголемиот успех што во животот ќе го имаш, за да можеш да го положиш твојот живот за некој друг. Исус вика, не постои поголема љубов. Не постои. За да го положиш својот живот за некој друг. Замислете, ние не сакаме времето да го положиме за некој друг. Моментите да ги положиме. А камо ли да некој од нас да каже, јас животот ќе го давам за некој друг човек. Зрелоста е да се заобиколиш сами од себе си, со сите своји емоции, чувства, ситуации настани во твојот живот, независно колку и како изгледаат. Да се заобиколиш сами од себе си, да помогнеш на некој друг. Исто тој човек после 2 недели дошол тука и проповедал војната за вера. Тоа било пред 2 недели неговата жена почина. 62 години во брак. Како и да е, нека да го жалиме човекот. Само да кажам што е зрелост. Океј. Неколку стихови за денеска. Може да почнеме со неколку стихови? Ајде ќе почнеме. Значи, ова што го зборуваме, темата што одбрав денеска, верувам дека е дури, ајде вака ќе кажем. За прв пат, после толку години, после толку многу години од зборување, објаснување, се чувствувам некомпетентен да го објаснувам оваа тема. Едноставно, сведам како ја се ставим во оваа ситуација да објаснувам зашто, за надежда, за верата и зашто за љубовта. И одеднаш дури пред да доаѓам на викам, ја не сум компетентен да зборувам целосно за оваа тема. Ја имам дел, имам искуства, имам придобивки, имам печат во мене, али ја не сум компетентен да целосно да го објаснам тоа што овој стих значи и може да значи. Бидејќи имате историја од 1000 години каде што луѓе постојано ги објаснуваат овие стихови. Овие се едни од можеби најискористените и најзлоупотребените стихови кои што некаде може да бидат злоупотребени или искористени злоупотребени. Највеќе се злоупотребуваат на свадба. Значи 1 Коринтини 13 глава, да ја не знам сите свадби тој, а нема врска со свадба. Стихо, нема врска. Нема никаква поврзано со таа љубов со свадбена церемонија и свадбено сакање. Нема, поготово на руска свадба, те се тепаат таму. Значи нема врска со свадба. Така барем кажуваат, руски свадби само се тепаат. Така завршуваат. Јас сум бил на македонска свадба каде што на крај ги искршеа од чотек свирачите, музичарите. И ги гледавме. Абе ги кршат, ги тепаат, и така заврши свадбата. Ја викам уште еднаш да идаме на свадба. Чим ги степаат и мене. Така да, а не сум музичар. И значи најупотребуван и најзлоупотребуван дел од Библијата може би е 1 Коринтини 13 глава. И сега исто така и овој стих, кај што исто се наоѓа во 1 Коринтини 13 глава, кај што вели, вика, сега остануваат 3 нешта: надежта, верата и љубовта. И вели, најголемо од сите овие нешта е љубовта. Дури и тој дел е многу неразбран, или подобро да кажам, погрешно објаснет. Точно е, словото точно кажува, грчкиот збор е мегатрон, или подобро да кажам, нешто што е мега. Дали сите знаете, мега, како беше непродавница на... Мегастор. Мегаспорт. Значи, нешто што е од спортскиот дел, ама ова е уште поголемо, или има уште повеќе спортски артикли во таа продавница. Така да, самиот грчки збор објаснува дека љубовта во своето
делување, или како да кажам, во нашата перцепција е поголема од нив, но не може да останеме само на тој и да кажеме нешто, не ни треба на нас надеж, не ни треба на нас вера, ние само со љубов ќе живееме. Стварно. Христијанскиот живот никогаш не е замислен само ти да ги изолираш работите што само тебе ти одговараат. Дури и мнозина не окривуваат, или мене ме окривуваат, не знам за вас, дека јас сум проповедник на благодат и дека ја не можам само за благодат да зборувам. Зашто ти не зборуваш за љубов? Зашто ти не зборуваш за вера и за надеж? Ја велам, или ти си слушал некој друг, или пак ја некако сум промашил некаде, ама све си ми се чини дека ти погрешно си слушал. Така ми се чини. Зашто ја точно знам што сум зборувал. И ако јас сум тој кој што исклучува надежта, љубовта и верата, тогаш залудно е моето проповедање. Вели Павле, залудно е проповедање ако јас немам љубов. Така да, причината зашто јас ја адвокейт, ја промовирам благодата е затоа што сите овие три што ги имаме тука, сите три се дадени врз основа на благодата. Дали го разбираме тој дел? Каже некој, како е можно љубовта да биде дадена врз основа на благодата? Знаете како? Сега ќе ви објаснам како. Затоа што спасението како дојде? Како дојде? По благодат, преку вера сте спасени. Не е од ваши дела, некој се фали. Океј? Немаше можност љубовта прва да заземе место или простор во нашите срца, или да кажем во нашите животи, затоа што ние не бевме спремни да се соочиме со таа љубов. Некој од нас ќе добие мал подарок. Мал подарок. Ја разговарав со еден пријател пред многу години и он викаше, леле, Зоран, да бидеме сите богати, да можеме да имаме по 2000 евра плата. Или, викам, леле, немој да збориш така. Ја викам, 300 евра ти да ти ќе го напуштиш Господ одмаш. Знаете што е моето искуство во овој христијански живот? Доаѓа човек, доаѓа брачен пар, леле Зоран, значи ние сме толку безнадежни, ние толку сакаме едно нешто и Господ, и го зборуваат Господ, во една реченица 5 пати Господ, нели, Господе голем, и викам, добро, што е проблемот? И они ќе кажат, леле, да имаме еден од нас да се вработи, значи тоа им е потребата, или пак ќе кажат, леле, да можеме куќа да имаме, или пак да можеме деца да имаме, или пак да можеме нешто да имаме. И нели ја и ти како добри луѓе, како луѓе на благодат, кои што сакаме да веруваме за секој ден човек, и ќе се собереме, или дали ќе споиме раце, или ќе ги прегрнеме и ќе кажеме, во името на Исус, Господи, дај му работа на човекот, дај му нека просперира, дај им едно детенце, 2-3, дај им една куќа. И знаете што е страшно до мене, што ме плаши многу често? После месец дена се вработи од човекот. И абе, брат, кај си? Па не можам сега, вработен сум ја, сега имам друга работа, нешто не можам тоа. И месец, два човекот го нема од црква. Овие едниве, детенце сакале, добре детенце, им се јаваш после месец, после 3 месеци, 5 месеци, не можеме сега, спиеме многу касно, па стануваме многу касно, па стануваме многу рано и ги нема од црква. Овие добиле куќа, па не им се излегува од куќата. Јас викам, Господи, па ја да не се молам за никого. Што има ја да им решам? Па ја поише глупост прав, поише бења прав, но да не може да им помага. Дали го разбираме овој дел? Че ја тоа го видам со мои очи. Го нема човек. Се молевме за нив, просперира, ги нема никаде. Више не се молам. Само за мене ќе се молам. Само ги си ставам рака за мене и кажам, Господи, ти за мене благослови. Дали го разбираме овој дел? Значи, ако некој повеќе од се разбира, видите што јас, како би го дефинирал тоа. Кога ти разбираш, кога имаш откровението за благодата, надеж, вера и љубов. Дали го разбираме тој дел? И затоа, во ниеден момент, јас и ти, не можеме да се пофалиме со ништо да кажеме, ја имам многу љубов во моето срце. И затоа што тогаш ќе биде фалба, ќе биде според дела. Не можеш да кажеш, ја имам многу вера. Не можеш да кажеш, тоа е само моја вера, не е твоја. Бидејќи ти беше дадена како дар. Љубовта не е твоја, затоа што ти беше дадена од таткото. Надежта не е твоја, затоа што дојде од Исус. Дојде
дојде од небото. И сите овие работи не смееме да се фалиме со нив. Ние можеме да ги имаме, можеме да действуваме во нив, можеме да дозволиме да функционираат, но едно нешто никогаш не смееме да го заборавиме: по благодат се. По благодат се, дарови се. И колку и да е некој силен во љубовта, и колку и да е некој силен во верата, и колку и да е силен во надежта, дарови се. Дарови. И затоа така ги прифаќаме. И затоа така живееме. Сега, дали го разбираме овој дел? Значи, ја не споредувам дека благодата е поголема од нив. Немојте тоа воопшто да го сватите како моја реченица. Не го кажувам така. Него велам дека благодата овозможи да јас и ти бидеме, како ќе кажам зборот, приматели на овие три нешта. Приматели. Затоа што без благодата ние не можеме да се спасиме. Ние без благодата не можеме да примиме ништо во нашите животи. Затоа Павле вели: јас повеќе од сите други апостоли направив дела, но не јас, него Божјата благодат. И сега бев, каде бев, некаде бев во Холандија сега претходната недела, и многу илустративно го објаснив тој дел. И велам вака, ајде ако замислете го овој дел. Не знам што гледате повеќе, дали таа маса или оваа маса. Наверојатно оваа. И сега замислете што вели Павле во неговата највисока ароганција. Вели вака. Вели: нека дојде Петар. Ајде Петар, ти стави на маса, или фигуративно стави на маса се што си направил ти во твојот живот. Сите твои проповеди, 3000 луѓе се спасуваат, почнува пробудување, луѓе се исцелуваат само што ти поминуваш покрај нив, гледаш визии, сите тие нешта. И Петар доаѓа ги става на маса сите работи што он ги направил. И Павле вика: ајде и ти, Џон ќе рече, Јоване, оди ти во Јован, нели македонски народ е приказни. И доаѓа Јован, ги става сите негови дела на маса. И после вика на другите: ајде ти Матеј, ајде сите вие апостоли дојдете и со сите ваши дела ставете ги на масава. Океј? Дете што вика Павле во 1 Коринтини 15:10? Вели: јас направив повеќе дела од сите други апостоли, но не јас, туку Божјата благодат која што действува во мене. Со други зборови Павле вели: и тие имаа благодат. Оно што го успеа да го направат беше според благодата што им беше дадена. Но на некој начин Павле во својата најголема ароганција и во својата најголема понизност успева да се изјасни дека не бев јас ова, туку Божјата благодат. И ако Павле се пофали дека ја напишав најубавите работи во Новиот Завет, или подобро кажам најтеолошките работи во Новиот Завет, и ако Павле каже јас го напишав 1 Коринтини 13, и ако Павле каже јас го напишав Ефесјани 1, 2 глава, 3, 4, 5 глава, и ако Павле каже јас го напишав и Колошјани 1 глава, 2 глава, и ако Павле успее да каже јас бев пример во се, Павле вели: но едно нешто да никогаш да не заборавите, не го направив тоа јас, него заради Божјата благодат која што силно действуваше во мојот живот. Заради тоа можеше да ги искуси сите овие работи во неговиот живот. Амен. Денеска сте ми посебно чувствени. Ја ви реков, нема да почне, нема да може, нема да успееме. Не е можно. Едноставно, убавината на тој стих дека надежта се го станува надежта, верата и љубовта се толку длабоки, што е, пак ќе кажам, не се чувствам компетентен да ги завршам сите три денеска, како ли само да почнам, како да ги завршам. Дали го разбираме тој? Денеска денот за надежта. Може така да зборуваме? Океј. Добро, љубовта следува, да се збориме за надежта. Ајде само 3 стиха ќе прочитаме. Читаме во Римјани, идеме во Римјани 8 глава. Идеме до 24 стих. Добри сте ми сите тука? Океј? Сите сте релаксирани? Од тој дел таму? Добри сте? Океј. Сашко ми се врати од Албанија, нека ми беше. Жив е, добра е. Кај одиме сега? 24 стих. Зашто ние во што сме спасени? Во надежта. А надежта која се гледа не е надеж, зашто човек да се надева на оно што го гледа. Извинете. Зашто ние во надеж сме спасени, а надежта која се гледа не е надеж, зашто човек да се надева на оно што го гледа.
Но ако се надеваме на оно што не го гледаме, тогаш го чекаме со нетрпение. Постои нешто кое што надежта го прави во нашите животи, кој што е тешко да се објасни. Тешко е да се илустрира, тешко е да се долови. Знаете, ако сте кувар или пак шеф на една кујна и се објаснувате, абе ти не знаеш како е вкусно тоа јадење. Ба ти кога ќе го пробаш, ова се случува, тоа се случува, и сега ти можеш да го објаснуваш тој дел, и ти ќе кажат, абе мајсторе, направи го тоа. И сега доаѓа човекот, вари таму, прави нешто, и ти го дава и го вкусуваш. Океј? Значи тој може да ти го долови моментот. Така? Да ти го покаже моментот. Некој човек е да кажеме слика, и сега тој вика, имам ваква замисла, и ти кажеш, абе мајсторе, направи го тоа. И му даваш, нели, пенкала, молеви му даваш, четки му даваш, и тој го црта и ти го доловува. Има нешто со надежта што е многу тешко да се долови со човечки зборови. Многу е тешко. Не е невозможно, али е многу тешко. Поготово ќе стане живо во тебе. Сите circumstances, сите околности околу тебе ти го кажуваат спротивното, а ти се наоѓаш и кажеш, не е така, ќе биде подобро. Ја гледам нешто поразлично од сето тоа. И често ќе бидеш исмеван, и често ќе бидеш отфрлан, и често ќе бидеш неразбран, не како тие неразбраните што се уметници, ама зборам за духовни, тие секогаш не се разбрани нешто. Али зборам за надеж која што само тебе ти открина, или пак Исус или Светиот Дух ти ја открил на тебе, и ти се држиш за неизе и велиш, јас гледам што има, и заради тоа што го гледам, јас си го живеам мојот живот. И затоа е многу тешко некогаш да се долови, затоа што не се гледа таа надеж моментално, во тој момент, во тој услов. Може би некогаш ќе треба 20 години, некогаш може би ќе треба цела генерација, може би некогаш 2 генерации да поминат, за да тоа што еден човек го видел, го вкусил и го добил како надеж да биде изразено во реалноста. Но едно нешто што нас мора да не води, мора да стои во нашите срце, во нашите умови, а тоа е надежта дека секој еден човек може да го запознае Исус, дека секој еден човек може да биде спасен, дека веќе се во него оправдани, веќе во Исус сме оправдани. Веќе луѓето се оправдани. Ја не знам теолошки како ќе го ставите сето тоа, ама вели словото дека Исус беше предаден, ова е Римјани 4:25, вели беше предаден на крст, беше предаден на смрт заради нашите гревови. Да не викам многу Ревека. Многу некако го возбудила. И гледам Ревека затвара ушите, вика мили ветар дува или јас зборам гласно. Исус беше предаден на смрт заради нашите гревови. Многу јасно пишува. И ако некогаш во животот велите, некој ви каже, да бе, Исус дојде за нашите гревови. Знаете што? Што мислите? Ако некој болен како Исус, ако некој мокен како Исус, ако некој мокен како Бог, што мислите? Дојде за гревот само да го остави на виделина? Исус се заинтересира, дојдам за гревот. Така, Исус дојде на земјата за што? Да се справи со гревот. И што мислите, Исус кажа, знаеш што, ќе умрам на крстот, ама пак ќе стои гревот тука до вас. Или пак, Исус дојде да се справи со гревот, да го тргне од сцената. И затоа ни вели вака, зашто, најде го, Римјани 4:25, вика, Исус беше предаден на смрт, на крст и да ги земе нашите гревови. Тој ги зема гревовите. Така да Исус дојде со една цел, дојде со мисија да го тргне гревот од земјата, да го тргне гревот од твојот живот. Да секој што ќе поверува во него, да знае дека гревот веќе е тргнат. Тој нема сила во неговиот живот. Веќе не си роб на гревот. И затоа вели вака, кој беше предаден за нашите престапи, значи беше предаден на смрт. Грчко тука стои зборот крст или смрт. Но беше воскреснат за наше оправдување. Грчкиот збор повторно оправдување е за наша праведност. Многу лесно може да правите тој збор праведност. Со други зборови, Исус, царот, доаѓа, вели, имате грев. Диагностика прави, имате грев, јас дојдов со цел да го тргнам гревот. Го тргам гревот, сега воскреснувам
од мртвите, зашто? Не само за себе си, него за тебе, да бидеш оправдан од се друго, да сега кога ќе стоиш пред твојот жив Бог и твојот жив татко да кажеш ти немаш ништо против мене, ја немам ништо против тебе, јас сум сега праведен заради Христос. Дали го разбираме тој дел? И затоа таа слобода што ние имаме да се молиме. Затоа таа слобода да ти кажуваш збори, да му збориш на Бог. Кој си ти да му збориш на Бог? Кој си ти да го слушнеш Бог? Кој си ти да бидеш дел од неговата волја? Кој си ти да бидеш дел од неговите делувања на земјата? Никој ништо си ти, но заради Христос, заради неговото дело на крстот, тој го врати наназад, или пак, да, го врати назад тој процес дека ти си никој ништо и го извади на површина оно што Бог татко да го замисли, да замисли тебе, да бидеш се и се што за Него. Да бидеш убавината Него, да бидеш изразот Негов, да бидеш, како е на македонски, како ретината, не знам како е на македонски. Зеница. Да, било кој да се оспели да те пипне тебе, вели Бог, не, ти не го пипкаш човекот, ти мене у око ме пипкаш. Ја не знам кој да е, што вие го љубите, ако проба да ви чепка у раце, најверојатно раката сама ќе тргне. Бенг! Значи, не можеш да пипкаш у око, боли. Ти го сакаш човекот и каже, тебе те сакам, но мора да те залепаме, зашто ви чепкаш у очи. Не посилно од мене е тоа. Или на друго место, ме да видиш. Дали го разбираме тој дел? Ај, врати се назад. Ај, само една стих. Ај, два. Врати се назад во Римјани. Идеме сега во 15 глава. Уствари, да, таму ќе одиме и после само ќе веде на еден дел, кој што ја верувам дека е толку силен, толку убав, толку прекрасен, што ако си отидете денеска од тука, без тој стих, нема да биде целосно моето објаснување, нема да биде убаво моето објаснување, нема да добиете, нема да го добиете што вика Илија, што викаш работка? Или срешата. Да, обично со среши со јаготки се занимава, да. Ја да сум малку ке ставам, нешто морам со јаготки уште. Идеме 15, мислам дека е 15, 20 и нешто така нешто пише. Ајде го. Колко? Иди уште малку. Каде се Римјани се? Римјани 15 глава, ништо мора се послужиме со сметките. Мислам дека го имам запишено тука, не кажа радно. 15-13, извини, тој е друг 26. А Бог на надежта да ве исполни со сета радост и мир во верата, да преку силата на Светиот Дух да изобилувате во надежта. Постои момент каде што ти треба да изобилуваш во надежта толку многу, што и да зборуваш е вера и радост. Ја не знам, сигурно се различни културите. Сигурно е тоа кога културите и менталитетот. Значи сигурно се различни, затоа што еден е пристапот или една е реакцијата кога идам на друго место, а друга е реакцијата тука кога сум на Балканов. Сите ме гледат како да нешто чудно зборувам и јас викам, ме слушаат или не ме слушаат? Да не гледат некоја серија на телефоните. А друга реакција е кога идам на некои други места каде што луѓето реагираат бурно дури на некој мој прост збор. Викам, чекајме, тоа не беше друго да треба да реагирате. Така да сум навикнат во Македонија да луѓето така ме гледаат чудно, што кажа човекот, пазат нешто, све се некои филозофи, све нешто рачунаат, прерачунуваат, дали ова телошки, дали ова. Јас сум навикнат така нешто. Но интересно е што сум били во места каде што луѓето се толку полни со надеж, не се замаени, полни се со надеж, така кога ќе дојдат во ситуација, или па кога ќе дојдат заеднички, избива радост од нив, избива вера, и ти само едно движење, еден збор, и они рипаат сите. Има служби каде што сме биле заедно, Ребека ми е сведок, ја уште не сум докажала, че они стануваат, плескаат, викаат, се дерат. И сикам ја, зашто е тоа така? Јас викам, остај ги. Остај ги, такви се луѓе, такви се културите. Што тоа не значи дека така треба да остане. Значи не треба така да остане. Еден наш драг пријател каже еден збор дека зборот култура доаѓа всушност од зборот култ.
И ако ти јас велиме, ама јас сум од оваа култура, ние сме такви тука. Тогаш ти кажуваш на културата на Божјото царство, не, таа култура нас не треба. Ја тргаме на страна. А културата на царството вели, а Бог, кој што е цар на тоа царство, кој што е Бог на надеж, да ве исполни со сета радост и мир во верата. Три нешта. Значи, постои радост, мир, вера, да преку силата 4 на Светиот Дух да изобилувате, всушност тука да просперирате во што? Во надежта. Така, кога ќе дојдеш на една служба, кога ќе дојдеш во една ситуација, да ја што и да правам со тебе, дали вака, тука те допрам, надежда излегнува. Ја вака да те удрам по надежда излезе. Дали го разбереме тој дел? Што им Павле вика Павле? Значи, како и да се свртам ја, не можам да се спасам од радост, од сила и од мир, и од вера. Не можеш. Дојдеш на служба, мора да изобилува надеж, мора. Од тебе и од мене. Прашањето е, што треба да си го поставиш, зошто нема? Зошто? Тоа мора да си го поставиш тоа прашање. Зошто јас не сум таков? Ја не ведам да видиме се како американци, кои ќе те видат оддалеку, се тера, вика. Но мора да постои некој концепт, некој тригер, кај е тригер на македонски. Како? Кој напиштало што има она, чкапало, така да викаме ние. Мора да постои нешто што во тебе потикнува верата и љубовта. Мора. Не може да стоиш така она. И така 45 минути. И ти правиш така, и тој до тебе прави така, ја дека секам. И ја не знам што да кажам. Значи, таа култура не сме да биде дел од нашите животи. Да, постои сериозност, постои reverence, постои страхопочит, постои ред, но не сме ја и ти да не покажуваме надеж. Не сме. Тоа е со закон забрането во Божјото царство. Законски е забрането. Тие што припаѓаат на тоа царство, тие законски се обележени надеж, радост, мир, праведност, тие тоа делува во животот. Бог на надежта да ви исполни со сета радост и мир во верата, да преку силата на Светиот Дух да изобилувате во надежта. И ако некогаш се плашите од зборот да изобилувате или просперитет, не мора за пари да, за надеж. А па надежта ќе ти даде вера за просперитет. Ајде само што еден стих. Со овој ќе завршиме. Идеме само во Колошаните. И овој стих е објаснување за оно што го започна пред, не знам колку минути, може би 40 минути. Одиме во Колошаните 1 глава и одиме во 5 стих. Ја ќе читам од 3, само да имате представа целиот контекст. Но благодариме на Бог Татко до нашиот Господ Исус Христос, молејќи се секогаш за вас, зашто чувме за вашата вера. Колку е убаво да некој чуе за твојата вера. Колку е убаво некој каже, слушнавме за тебе. Слушнавме дека има некој човек таму некаде има вера. Колку е убаво тоа да го слушнаме. Ја не знам дали колку ви кажува на сведоштво, биле некаде во некоја болница и до него седела некоја жена која што рекла, синко, додиме во таа црква, зборуваат за благодат. Колку е интересно да се слушне такво нешто, дека некој некаде кој што слушнал за тебе. Вика, чувме за вашата вера во Христос Исус и за љубовта што имате према сите свети. Сега, зошто е таа вера и таа љубов што имаме према сите свети? Знаете зошто 5 стих? Заради надежта што се чува за вас на небесата, за кое што чувте порано од словото на вистината, Евангелието. Значи, ова не е нешто што се чува се уште. Или подобро кажам, се уште не е дојдено. Не е точно. Моментот кога го слушна Евангелието, добрата вест, надежта веќе се откри во твојот живот. Мнозина даваа толкување, абе знаеш што, ова се чува на небесата, ова кој знае до кога ќе се чува. Не ки знае до македонски стар. И викаат ова додека Исус не дојде, он кога ќе дојде, тогаш ќе донесе таа надеж. Не е точно. Не е точно. Таа надеж веќе се откри во тебе. Знаете, дури некој каже вака, таму нема додам, друго место ќе. И затоа, моментот која слушна вистината,
веќе надежта стана дел од твојот живот. И ништо друго. Јас и ти ја немаме опцијата да се занимаваме со ненадеж. Или со безнадежност. Или пак со безпокојност. Или пак со мрачни мисли. Ние може би сме пораснале со темни пророштва. Со пророштво на, или по да кажем, со предскажување на иднината, вака ќе биде, тешко ќе биде. Ама Словото кажува сосем друга приказна. Вели, моментот која дозна вистината, надеж, вера во тебе. И твојот Бог е способен да те исполни со толку многу надеж, што кај да зборуваш, што и да правиш, радост, вера и сила ќе се манифестира. И тој е нашиот Бог, така е нашата приказна. Еве, Евангелието, вистината, која дојде кај вас, како и во целиот свет, и плодоносно расте, како и во вас, од оној ден кога чувте и ја запознавте, што запознавте? Божјата благодат во вистината. Врз основа на што јас те запознаваме каква е надежта? Какво Евангелие имаме? Врз основа на благодата. Исус дојде полн со благодат и со вистина. А уште ќе прочитам ова, за да ни стане појасно. Му благодарам на Бог, Таткото и на нашиот Господ Исус Христос, молејќи се секогаш за вас, зашто чувме за вашата вера во Христос Исус. И чувме и за љубовта што имате према сите свети. И заради надежта која се чува за вас на небесата, за која што чувте порано од словото на вистината Евангелието. Кој Евангелие? Или што ова Евангелие кое дојде кај вас, како и во целиот свет, и сега што прави? Плодоносно расте, како и во вас, од оној ден кога чувте и ја запознавте Божјата благодат во вистината. Всушност, тука на македонски малку е поразлично ставено овој дел, или зборовите се прераспоредени. Всушност, на грчки е кога ја запознавте вистината на Божјата благодат, вистинското Евангелие. Моментот кој ќе го запознаеш вистинското Евангелие, кој што е едно Евангелие, тогаш ти доаѓа откровението што е надеж, што е вера, што е љубов. До тогаш ќе ти измачува. И само еден човек ќе спомнеме денеска. Од кого го научија овие луѓе ова? Од кого го научија? Кој ги поучи за Божјата благодат? Кој ги поучи за ама дека пишува седми стих, како што го научивте од Епафрас, нашиот мил сослужител, кој е верен Христов служител за вас и кој не извести за вашата љубов во духот. На друго место во Филемон. Интересно, во Филемон бев на библиска школа пред некој ден и кажа: отворете во Филемон, и ви кажа што е тоа? Се мачка на леп. Книга од Библијата што е? Библиска школа, појма нема, не знаат Филемон што е. И во Филемон вели вака: Епафрас, кој што постојано се застапува за вас. Постојано се моли за вас. Знаете кој грчкиот збор се застапува? Грчкиот збор таму што се користи е агоносис. Од таму потекнува нашиот збор агонија, каде што нешто ти е терет и заради тој терет или тој притисок ти правиш нешто што вообично не би го правил. А тој вели постојано се моли за сите вас. Значи овој Епафрас, иако не го знаеме, 3 пати е спомнат во Новиот Завет, 3 пати. Не го знаеме лично, збориме за Павле, али Епафрас ги научил за Божјата благодат. И во исто време, кога му пишува на Филемон, вика: ти не го знаеш овој човек, али тој постојано се моли за тебе. И не само што се моли, тој не спие. Тој постојано се застапува за тебе. Во агонија е за тебе. Јас би сакал да ние бидеме такви луѓе, да се заобиколуваме себе си колку што можеме и колку што имаме вера во нас. И да бидеме вперени кон другите луѓе. Да имаме агонија за нив, да имаме такво чувство на надеж, вера и љубов, да нема да можеме да мислиме на ништо друго освен на нив. До тогаш ќе бидеме робови
на нашите мисли, ќе бидеме робови на нашите желби, погрешни желби, на нашите страсти кои што може да бидат и погрешни. И затоа разбирајќи ја благодата, разбирајќи дека ништо од ова што го имам не е тоа од мене. Тоа е дар, тоа е карис, тоа е благодат дадена од Бог. И кога јас се препуштам на таа благодат преку вистината ме ослободува од самиот себе и сега можам да бидам човек кој што има надеж. Дали разбираме дека луѓето кои што имаат надеж се во исто време најрадосните луѓе, а во исто време во својата тајна соба се во најголемата агонија за другите. Јас би сакал, почнувајќи од мене самиот да бидам таков човек. Не само за себе си да бидам во агонија, Господи, новиот Мерцедес, не овој! Ете, тоа е агонија. Знаеш дека постоја, го немаш. Тоа е агонија. Кога знаеш дека има нешто подобро тоа што го имаш, или може би се вика нешто друго, може би се вика, како се вика тоа нешто. Али постои агонија која што ги ти даде Светиот Дух за другите луѓе. Јас и ти треба да бидеме такви луѓе. Мораме да бидеме такви луѓе. Не постои друга опција. Сите тие луѓе што се запишани во историјата на христијанството биле во агонија. Не заради ѓаволот, не заради гревот, во агонија заради надежта, бидејќи знаеле што треба да претрпат и знаеле дека исходот ќе биде спасение на мнозина во Македонија. Сакаме да имаме пробудување или било како да го наречеме тој момент на познавање на надежта и тој момент на живење во таа агоничност, која што во исто време е прекрасна, бидејќи те доближува до Божјото срце. Што мислите, Исус кога страдаше, како страдаше? Со песна. Имаше агонија. Не е истата агонија што треба да ја преживееме. Убаво каже Чичко Илија. Има работи што Исус ги направил, не мора да ги правиме. Но има работи што Исус не ги оставил, што треба да ги правиме. Едно од тие работи е таа надеж. А таа надеж е секогаш поврзана со таа агонија. Да сакаш некого на таков начин, што дури ќе се жртвуваш самиот себе си за некој друг. Да. Кажете американците, Господа ја благослови Америка и каже Господа ја благослови Македонија. И сите работи што следуваат, и сите работи кои што Господ ги има за оваа земја, ги има за овој народ и ги има за оваа територија. Она што мене ме носи, она што мене ми е надеж и она што мене ми е откровение е дека Бог оставил благодат во овие територии кои што кога ќе ги најдеме, кога ќе ги истражиме, ќе донесат бум во нашите животи околу нас. Павле вика, зарем не сте чуле за Божјата благодат што беше дадена на црквите во Македонија. Зарем не сте чуле? Некои луѓе се уште не чули дека постои благодат кој што роаминг, не знам како да кажам, се шета наоколу, стои и кога ќе ја допреш, го менува твојот живот и одеднаш гледаш надеж и за луѓето кои што не гледаат надеж. Гледаш, имаш вера за нешта кои што докторите викаат ова не е можно. Ти кажеш, независно, јас имам вера и имаш љубов за некој кој што те мрази. Колку тешка работа, а колку лесно во исто време. Заради благодата, заради надежта, заради верата и заради љубовта. Вау! Ајде сега ќе завршиме. Слушаме кој браво, добре, промена на култура. Ајде ќе завршиме вака, ќе ги ставиме нашите раце на нашите срца. Ја обично тоа го кажувам, затоа што иако непријателот нема сила, тој има еден инструмент кој што се нарекува лага. И единствено само кога ќе му дозволиме да не излаже за нешто, тогаш станува тоа сила во нечiji живот. И затоа словото кое што е посеано денеска, словото на надежта, иако пак ќе кажам не сум компетентен да зборам за надежта, бидејќи има толку тогава длабочина, али барем малку да гребнеме или малку да извадиме на површина. И ова слово на надеж не веруваме дека само една обична проповед. Навистина не верувам. Има многу длабочина, поготово за овие територии, да таа надеж мора да биде жива, поготово во тебе и во мене. Затоа што без тебе и мене, без црквата, без надеж на црква, страшно е. Но заради надежта која што е во нас, можеме да му се смееме на непријателот, можеме да се смееме на околностите и може да кажеме Исус е царот. Тој победува, тој е победникот. И заради него јас сум победник.
заради Него. Така да ќе го ставиме на нашите раце, на нашите срца и ќе ве благословиме и ќе се благословиме и јас ќе се молам да Господи Исусе, фала Ти. Фала Ти што си толку добар и прекрасен. Фала Ти што не оставиш сами, никогаш нема да не оставиш сами. Не е можно да не оставиш сами, бидејќи реши да живееш во нас. И нема отстапување од таа позиција. И Господи, Ти велиш дека надежта која што е чувана за нас, која што беше на небото, која што беше излеана заедно со Светиот Дух во нашите срца, која примивме љубовта, таа надеж која што не разочарува, таа истата надеж е во нас. И затоа ова слово на надеж што го слушнавме денеска, кој што произнесува и вера и радост, Господи Исусе, ние Ти благодариме. Ти благодариме што си толку верен. И едно нешто се молам, Свети Души, се молам да навистина бидеме луѓе кои што ја знаат надежта и ја знаат агонијата. И знаат и го познаваат твоето срце. И да бидеме луѓе кои што ќе знаеме и да се смееме со оние што се смеат, а и да плачеме со тие што плачат. Да го чувствуваме оно што Ти го чувствуваш, да го носиме тоа што Ти го носиш во твоето срце постојано. А тоа е да не уживаш кога некој исчезнува, не уживаш кога некој умира, не уживаш кога некој е болен, не уживаш кога некој страда, него си тука да дадеш и надеж, и вера, и љубов. И затоа научи не, Свети Душе, чувај го тоа слово во нашите срца, чувај го тоа семе и нека даде плод да бидеме луѓе кои што другите ќе слушнат за нас и кажат луѓе на вера, луѓе на надеж, луѓе на љубов, луѓе на благодат. Татко, фала Ти во името на Исус. Ја не знам што друго би Ти кажал, Татко небесен, освен фала. Само Ти си достоен за чест и за слава. Сите луѓе се докажани дека не знаат и лажат. Само Ти си достоен, за бидејќи Ти не лажеш, Господи Исус. Само Ти ја знаеш вистината и ни откриваш на нас. И ве благословувам со надежда која што е во вас, која што Бог ја излева токму сега, ве благословувам со љубовта која што ги поразува непријателот, ги поразува непријателствата и му зборува директно на гневот и на омразата и на стравот дека мора да си одат. И Татко небесен, фала за верата што не движи и не води денеска сега и во деновите што доаѓаат. Татко небесен, фала Ти во името на Исус. Амен. Амен.